како дел од акцијата на Министерство за здравство за популаризација и едукација на нашето население, особено женското население, за собственото здравје, како доста честа појава во последно време, ракот на дојката, месецот октомври е резервиран за популаризирање и подигање на свеста за борбата против оваа болест кај женската популација. Со таа цел, денеска имаме екипа од Министерство за здравство кој ќе одржи во тој контекст едно предавање и во состав на самиот настан има можност присатните да се регистрираат за скрининг на дојка, за рак на дојка. Но исто така морам да напомнам дека преку матичните, а и директно во болницата може да се закаже скрининг преглед на рак на дојка. Кумановската болница располага со ехо и од неодамна со... Да, располага со кабинет за преглед на дојка. Тука има ехо, има рентген преглед на дојка, така да се што е потребно за соодветен скрининг и преглед на рак на дојка. Имате ли доволно лекари што може да ја обават оваа дејност? Да, има. Моментално имаме двајца лекари кои што завршија, млади, перспективни лекари, двајца кои веќе работат, така да сме екипирани и во овој поглед. Конкретно за ракот во Македонија, значи ќе имаме нови статистички методи, го презема Институтот за епидемиологија која ќе направи посебни испитувања, значи откриени жени во скрининг, затоа што тука спаѓаат жени кои немаат симптоми и би требало во многу помал број да бидат отколку дијагностичката мамографија кај што ќе се јавуваат жените што имаат веќе симптоми. Така да една комплетна досега отсуствуваше таква една анализа, ама сега ќе имаме посебно за сите, па ќе излеземе во Институтот за епидемиологија на нивната веб страница, на страницата на Министерство, ќе излезат со конкретни податоци од оваа проблематика. Инаку вака земено, значи јас сум суспецијалист за дојка, многу долги години работам дојка, така да гледаме дека се почести се јавува, ма тоа не е само за Македонија проблем, тоа е во цел свет истиот проблем. Значи, во светот секоја 8 жена ќе заболи од рак на дојка без разлика, така да мора да се преземат ова што е кажано како превенција. Превенција конкретна за рак на дојка немаме. Тоа би требало да биде нели некоја вакцина па да не можеме да добиеме. Значи наша единствена задача е што порано да ја откриеме. За да го откриеме порано, мора да се јавуваат жените на време на преглед. Затоа е скринингот, значи, во цел свет се спроведува, би требало кај нас да заживееме веќе 2 години, значи, на солидни основи. Јас знам дека не е тоа 100% како секаде што имаме и ние уште некои работи да доработиме, ама предвидени се доста и за 2025 да се сменат некои работи што би требало позитивно да се одразат. Каква е возраста на заболените пациентки? Возраста пак предоминира над 40 години, така да од 40 до 69 години жените во скрининг се секако ставени, мада сега имаме и нешто пониски вредности, значи се спушта старосната доба, само и тоа има свое зошто. Не знам, мислам дека во последно време се претерува многу со хормонска терапија, со инвитра, ја не знам последен пат кога сте чуле некоја жена нормална да остане бремена, значи идат на повеќе кратни инвитра и све тоа има своја последица, значи нерегулирана, да кажам, честа употреба на хормони, тоа е тоа. Нешто начин на исхрана или... И начинот на исхрана нормално и оваа година добивме од ЕУЗОБИ, тоа е Европското здружение за рак на дојка, дека 20% е поголем ризик од канцер на дојка кај што е загаден воздух. Вие сами процените ние каде живееме и колку е овде загаденоста на воздухот. Значи со сите сили мора да се бориме и за тоа што го јадеме, и воздухот што го дишеме, и физичката активност, и обезноста е еден од знаците. Значи мора да се бориме со сите тие што можеме да ги превенираме. Сега конкретно ракот не, али тоа со чести прегледи. Која возраст е дијагностициран најмладиот пациент за вакцина? Кај нас најмладиот пациент е на 27 годишна возраст. Конкретно во нашата установа. Обично се дијагностицира не надвор од оваа скрининг програма. Конкретната бројка ќе ја добиеме, не можам само така паушално да кажам, и
Не ми се допаѓаат бројки кажување од тоа повеќе, помалку од за еден е повеќе од минатата бројка и не е тоа меродавно. Значи мора да се каже ќе излеземе со податоци колку жени се повикани, колку дени имаат закажано кабинет, колку дошле од нив на преглед, пак се дешава да не се јавуваат на преглед и ако имаат закажано термини, да не доаѓаат по скрининг и ако е закажано веќе. Така да прво треба да излеземе со тоа колку се повикани, колку се јавиле и од тие колку е најдено. И пациентите од земјите од Западна Европа се жалат дека и кај нив скринингот така медозадоцни и дека и тие редовно не одат, како таму го решаваат, нели се спремни? Таму го решаваат на друг начин со казни. Ние се бориме да не биде веднаш со казни. Дајте на добра волја, сега почнавме пред 2 години, но стари скринувот одамна почнува и застанува, ма пред 2 години го почнавме некако на посолидна основа, само со специјалисти за дојка да работат и затоа ги поканувам младиве колеги, што повеќе од нив, еве колегава да прати некој од младите ако се заинтересирани за работа на проблематика на дојка, да прати на суспециализација, оти само тогаш мислам се вклучени во скрининг тие доктори. Генерална оценка е дека имаше добар мотив и се интересирани за оваа скрининг програма 2024. Да. Секоја година е се подобро, значи, али затоа измеѓу остало и ова октомврискиот караван за подигање на свеста за рак на дојка и за жените да ги анимираме дека секаде во светот, значи жените идат во скрининг кои немаат симптоми. Да ги оставиме оние термини во кабинети за жените што ќе имаат некој симптом, што побрзо да ги следиме. Вака, например, се пополнуваат термини се уште со да не кажам лажни симптоми, така да се зима простор на оние жени кои имаат веќе проблеми, с кои не можат да дојдат, па одат во приватни, а знаеме дека не се тие ефтини прегледи сите, така да мора да се овозможи, сите плаќаат здравствено осигурување и мора да се овозможи на секоја жена да биде адекватно прегледана и навремено откриена.